Здраво. Ова за кој што ќе зборувам сега е знаменосецот на BMW серијата 7 над серија, над класа. И не е само фейслифт, ова е малку поголемо, да речам, темелно напредување на седмицата. Добиваме редизајниран преден дел и нови дневни светла во кои што има кристали. Има 12 кристали по фар, вкупно 24, логично. Имаме нови светла, нов редизајниран браник. Седмицата е се уште огромна. Двата краеви се најверојатно во две различни временски зони. Повторно имаме опции за каросерија во две бои, двобојната комбинација на вистина добро изгледа. Имаме огромни тркал, имаме еден куп различни работи, бензински, дизел мотори, плагин хибрид, фул електрик, се што ќе ви тегне. Плюс има една работа што е многу кул. И тоа изгледа вака. Кој што сака нека каже, ова секогаш ќе биде кул. Да затворам, подиме на брзинка позади. И задниот дел добива мал, можеби не толку драстичен редизајн, меѓутоа нови задни светла, пошироки задни светла, робустен, елегантен, самоуверен заден дел, повторно двобојната комбинација. Она што е многу интересно е дека новите модели на BMW имаат потенки, подискретни задни значки. Ајде сега внатре. Еве ме сега внатре во серијата 7. Вратата повторно на копче, затварањето автоматски. Сега, внатре во кабината, повторно новиот панорамик пристап на BMW. Го имаме новиот редизајниран управувач, имаме она огромен панорамски екран во долниот дел од ветробранското стакло и огромниот инфозабавен систем тука. Повторно, сите функции се пристапуваат преку огромниот дисплеј. Она што е ново кај серијата 7 е што сега добива екран и за совозачот, преку кој што совозачот ќе може да контролира некои од функционалностите, ќе може да гледа филмови, ќе може да менува музика, правува со навигацијата и слични некои работи такви. Она што е важно е да се напомене дека повторно е безпрекорно комфорно, безпрекорно луксузно и премиум и скапо. Меѓутоа, важните седишта се позади. Ајде позади. Сега, онаму каде што навистина треба да се седи оваа кола. Изминативе 2 дена се возев неколку пати во BMW 7 во верзијата пред освежувањето, од аеродром до хотел, од хотел до тука и така натака. Ова е местото каде треба да се седи во BMW 7. Прво, го имам овој кино дисплеј огромен, со еден куп функционалности, филмови, музика, Dolby Atmos, BMW асистенти и така натака, меѓутоа, она што е според мене поважно тука се седиштата, односно ова што се вика executive something и се седи на вистина комотно. Значи можам да си прилагодувам, ова е возачкото седиште, можам да го бутнам напред, да му кажам да си оди да не ми смета. Чао. Првото што ќе се случи е дека предното совозачко седиште ќе отиде комплетно напред за да не ми пречи, а моето седиште ќе се навали. И, како да ги кажам, нема поубав начин за патување од ова. Без разлика на километрите, дистанцата, локацијата, ништо од тоа не е важно. Ова е одличен начин да се патува и ова е одличен начин да се ужива во патувањето. Се што ви треба е BMW 7, ваш личен возач и некоја екзотична дестинација кон која што би сакале да одите. Уште малку, процесот трае 30 на секунди, меѓутоа не е страшно. Вака треба да се патува, едноставно ја ми подпираш за нозе, вака треба да се патува, така? Вака не би имал проблем да ме вози некој секој ден. И, како магија, си излегувам без да треба да се замарам со нешто толку вулгарно и нешто толку праисториски како рачно отварање врати. Повторно стискам копче, чао. Тоа е тоа. Ова е новата серија 7, ја очекуваме наскоро да пристигне кај нас и страшно фраерски.